да ви се заблагодарам за поканата, за учеството, за приликата да некои работи што можеби се табу да ги разјасниме. Значи, прво и основно, трудната жена не е болна жена. Значи, тоа е здрава особа и така треба и да се однесува. Меѓутоа, физиолошката состојба во која се наоѓа е позахтевна во однос на нормалнава нели жена. Високиве температури се проблем и за нормален здрав човек, а не за трудница, зашто и самата ситуација нели кажува дека е тоа друга состојба. Значи, препорачливо е умерено живење, умерено однесување. Што значи тоа? Значи, летниве горештини дефинитивно треба да се избегнуваат во оној црвен тајминг меѓу 11 и 16 часот со оглед на сите овие високи температури, глобално затоплување и се тоа што оди во некој прилог да не можеме нормално и физиолошки да функционираме, зашто и нашиот хабит не е така навикнат. Сме стаени, да речем, силом прилика во една таква ситуација и така некако си се сноѓаме. Значи, што е најбитно за трудниците кои веќе планираат одмори? Да не се тоа некои екзотични и далечни дестинации, посебно не во последниот триместар од бременоста. Зашто во секој случај, кога женава веќе е навлезена во трет триместар или во втор триместар, затоа што секоја бременост поголема од, односно секој плод со тежина поголема од 500 грама, да дојде до некое прерано породување, се води како пород. И затоа би било многу паметно, сигурно и за пациентката и за придружбата, што е да се барем во некое место каде што има достапност од медицински центар, медицинска екипа, брза помош, породилиште или како год. Многу е битно да трудниве жени, посебно во овој летен период, се добро хидрираат. Минимум 3 литри вода. Дали ќе е тоа вода со лимон, со портокал, со нане, со лед, меѓутоа што помалку да се избегнува внос на газирани сокови, газирани води, да е што поприродно. Што помалку се внес на јаглени хидрати и на сол, зашто сами во овие субстрати влегуваат во тело, односно во тило на пациенткава и на себе навлекуваат вода, со тоа што пациенткава нефизиолошки се поправа, односно затекува и се јавува тука проблем веќе ретроградно и со тежина, и со притисок, и со нелагодност и се вртиме во еден затворен круг. Значи, сончање умерено до негде 10-10,5, попладне после 5 часот. Креми за сончање дефинитивно со високи заштитни фактори, да не се изложува стомакот на сонце. Зависи што очекува самата, да не речам, пациентка женска и како си го планира одморот, дали ќе е тоа одмор покрај вода или ќе е одмор некаде на планина. Какви се активностите што веќе си ги планира. Од овие што ги набројавте, по моје досегашно искуство, наједноставно е да се земат таблетки за преставување на менструалниот циклус, со тоа што тие таблетки се земат 2-3 дена пред да дојде првиот ден на циклусот, се пија 2 пати по една таблетка за приближно 10 дена, кога пациенткава ќе престане да ги пие таблеткиве, после 2 до 3 дена доаѓа до едно можеби малце поголемо крварење, меѓутоа тоа е физиолошка работа. Тие таблетки не се штетни, се уствари таблетки што нормално имаат хормон, меѓутоа тој хормон ја стабилизира слузницава да не дојде до незино одлупување и со тоа крварење. Пациентки или жени што користат веќе контрацептивни таблетки, значи дали ги користат, тие се комбинација од хормонски таблетки и плацебо таблетки. Ако веќе редовно користат контрацепција и се во тој период на одмор, нека ги отфрлат плацебо таблетките и нека продолжат со ново пакување од наредниот филм и со тоа исто ќе се ја префрлат, односно одложат менструацијата. Менструалниве чашки и тампони
кој како си ги користи, кој како си ги доживува и кој како од пациенткиве си има хигиенски навики. Значи, таа чашка треба пак да се чисти, да не оставиме сега 2 дена, 3 дена, користиме базени, користиме затворени води, користиме некои джакузија, зашто се поподложни на некој си инфект. Далеко тоа дека се штетни, меѓутоа треба да се води сметка и тоа како за хигиена, посебно во летниве периоди. За трудници лично советувам капење во затворени води, джакузи, сауни и такви спа центри. Не е проблем само во инфекцијата, проблем е и во нивото на пеха на водата, пеха што го има самата пациентка вагинално, и тука веќе посебно во бременоста знаат да се направат некои си проблеми. Тие инфекти не се јавуваат за ден-два, значи бактериите си имаат колонизација, си имаат период во кој се развиваат, да не дојде до несакани последици за еден ден во, не знам, джакузи или во некои си затворени базени. Ако е тој базен приватен, домашен, се чисти, се одржава, знаете кој влегува, знаете кој излегува, значи не можете вие на отворен базен или јавен базен да контролирате што се случува или не се случува, кој се влегува и кој не влегува. Затоа за трудни жени, јас лично и од досегашно искуство што го имам, одсоветувам дефинитивно. Препорачливи се отворени води, чисти води. Тоа е прва работа. Втора работа, за трудни жени исто многу битно самиот акт на влегување во вода, посебно во втори, трет триместар, кога веќе маткава е поголема. Се извинувам. Со тоа што преминот топло во ладно може да предизвика контракции и да, од ништо направиме проблем. Од нешто што сме го замислиле како одмор, да дојдеме до некои си непотребни стресови и трчање по ургентни амбуланти.